Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Уште едно важно утро, уште едно утро полно со многу интересни информации. Синоќа Доналд Трамп се обрати пред Конгресот во еден стандарден Трамп говор. Ово утро ќе почнеме со тоа заедно со мојот ководител Сотир Костов, но нема многу да ве гњавиме со надворешна политика. По првиот дел на Трамп веднаш ќе отидеме на она што се случуваше во Унгарија. Добро утро, Сотир. Добро утро, Златев. Добро утро за нашите слушатели. И ајде, полетуваме. Вчера пред Американскиот конгрес се обрати Доналд Трамп во фамозниот секоја година говор што се одвива State of the Union, каде што зборува пред Конгресот и пред Сенатот заедно, председателот на државата. Стандарден Трамп говор, ги читав Guardian ово утре. Тие малце го факт чекирале за бројки, за перцепции, за такви работи и информациите се дека малку со податоците не е баш, како да кажем, најдобро сетиран и малку бројките ги... Тој како ја и ти кога се срчкаме за некои факти. Да, ама не се, значи не зборуваме, не зборуваме за суштински работи, но стандардни Трамп, пораки, прво беше за царините, кои сега ги воведува на Канада и на Мексико. Ама му враќаат веќе, од синоќа му враќаат. Му враќаат и одговорот може да биде пострашен за американската економија, него за нив, но тоа е друга работа. Се обрати во однос на, како се вика, во однос на Панамскиот канал, кажа дека веќе се прават напорите за повторно сад да го преземе. А знаеш дека од Гренланд се откажал? После гонењето од мечката? Не се откажа од Гренланд. Вчера кажа дека го храбрува народот на Гренланд да направи референдум, затоа што Америка ги очекува да станат дел од ја гледав едно видео на местено каде го гони една мечка поларна и демек се откаже. Да. И кажа, но доколку и да нема референдум, one way or another, односно на еден или на друг начин, Гренланд ќе стане дел од Америка. Исто така една непотребно експанзионистичка изјава, особено ако се знае дека Гренланд е собственост на Данска. И да, таму ја вчера една формула чув колку жители биле, а малку се 50, колку се 20 да им се даде толку и толку долари и они ќе се согласат и као некоја прекјутна договор со Русија и Путин да се експлоатира на заедничко ниво, науката да одела напред и демек преку Гренланд во свемирот ќе одиме. Кога сме кај Русија и Путин, по отворениот спор во Белата куќа, во кој практично го избрка Зеленски, Трамп, затоа што наводно не сакал да се договори, ако Зеленски не кажа дека не сака да се договори. Американскиот председател Доналд Трамп веќе имаше ретарирање од Зеленски. Вчера сигнализираше, Зеленски само го кажуваше тоа што цело време го кажува, вчера само тоа го напише у писмото. Председател Трамп сигнализираше сближување помеѓу двете страни. Украина е подготвена да потпише договор за суровини и претходно беше подготвена. Никогаш не се откажала Украина од тој договор, иако според мене тој е штетен. Тој договор за репарации, договор за враќање на долгови. Трамп во својот прв говор на Конгресот го прочита писмото од Зеленски. Тој се осврна на важното писмо што го добил од Зеленски. Во него, како што вели, меѓу другото се наведува дека Украина е подготвена да дојде на преговарачка маса што е можно поскоро со цел да се приближи до траен мир. Истовремено, како што вели Трамп, имавме сериозни разговори со Русија и добивме силни сигнали дека тие се подготвени за мир. И во негов предпознатлив стил Трамп рече: зарем тоа не би било прекрасно. Работата е дека би било прекрасно, но прашањето не е дали би било прекрасно. Прашањето е дали би било можно.
Па зошто да нема? Ја вака мислам. Онаа подршка во Лондон што наводно му дава сите од Европско, не сите тие што беа присутни, ја мислам дека имало и перење таму, дека имало малку и дисциплинирање и еве одма ретерира Зеленски. Ама не, знаеш како, од што ретерира Зеленски? Зеленски цело време ја има оваа позиција. Не, Зеленски се спротистави. Ви, Златев, дали сакаме да гледаме со исправна диоптрија или ќе ги ставаме на очарите на Семјон Семјоновиќ? Добро е, кој е исправната? Абсурдистот Хармс, рускиот. Значи, Зеленски иташе во Соединените Американски држави во Белата куќа и експресно беше испратен. Договор не падна поради неговата, да ми простат слушателите, дабова глава и неговото недолично, недипломатско однесување. Што беше недолично? Дискусијата сега, ако не си гледал, погледниот мова. Дискусија. Дали тоа личи на двајца председатели и нивни помошници? Тоа дека не личи, но јас тамо видов многу поостри зборови од J.D. Венс и од Доналд Трамп. А тоа е неспорно. Тие го нападнаа Зеленски, човеков во најголем дел, цела средба ја гледав. Во најголем дел од таа средба он се обидуваше само да им докаже дека за некои работи се во заблуда. Немаше ниту една навреда кон Соединетите Американски држави, за разлика од обратно, каде што имаше подценување на украинската војска, подценување на американската држава и така натаму. Зеленски на таа средба не истакна ништо друго споредбено со ова писмо. Дури, она што американците го потврдија по таа средба. А зашто сега го пишува? Е дека Зеленски под средбата го сакал токму ова, нели? Но Трамп едноставно рекол, ја не сакам да разговарам со него, ќе одам да играм голф. Разговара. Истото ова, Златев. Нема они тета-тет средба надвор од камерите. Трамп го викна, направи шоу пред камери и го испрати дома. И сега, Зеленски токму ова сега што го праќа во писмото беше негова позиција и за самата таа средба. Добро, тука сме на две различни страни. Лично мислам дека Зеленски се изненади со остриот став на Трамп и неговата екипа, што е сосема спротивно од она што беше кај Бајден. Едноставно тоа се две различни стратегии за поддршка или не на војна. Ова на Трамп е не поддршка на војна, па била таа одбранбена, агресивна или било каква, и Зеленски тука беше изненаден. Очекуваше дека се ја простите, веќе го тинтрат. Не, тој донесува во заблуда цела Европска Унија, многу пари се потрошија за војната во Украина. Лично мислам сега треба да ги цениме, Златев. Луѓето што сакат брз мир или луѓето што не сакат брз мир, тоест лидерите. Ја така гледам поларизирање на две групи. Најмокните во Европска Унија не ми стојат дека сакат брз мир. Причините треба да ги анализираме. Оние другите сакат брз мир, Америка сака брз мир, бидејќи е во нејзин интерес да спроведува дипломатија за која 4 години се припремаше Трамп и неговата екипа, и ја така го гледам ова недоразбирање, и едноставно, ја и друго би прашал. Еве, ти си дете на Лондон, скоро пак ќе одиш тамо да малку одеш добро со твоите специализации да напреднеш. Кажи ми, зошто во Лондон се одржа таа средба? Како тоа цела Европска Унија му отиде на новиот премиер на Велика Британија на поклон, ако се работи за Европска Унија, ако се работи за војна на европско тло, зошто не е во Брисел? Зошто не е во Париз? Зошто не е во Берлин? Тоа што и Македонија и Велика Британија во моментов не се во Европската Унија. Велика Британија избеглица. Значи, Велика Британија по своја волја, ние не по своја волја. Немој да става знак равенство меѓу Македонија и Велика Британија. Ние аплицираме, Велика Британија избега. Добро, но де факто ниту Велика Британија, ниту ние не сме дел од ЕУ. Така. Де факто. Сега, но сега има тука едно огромно, но знаеш како е тоа? Ајде да го видам. Колку зградава кај радио. Дај да го измериме. Тоа што Велика Британија не е во Европската Унија не значи дека Велика Британија не е во Европа. Не, во Европа е. Исто како што не значи дел на Европа. Значи, исто како што не значи дека
Македонија, тоа што не е во Европската унија, не значи дека не е во Европа. Во Ние сме- континенталниот дел на Европа. Добро утро, Европа, сите европејци кои не слушате ово утро на 98,1 на нашиот лайвстрим или отпосле на како се вика, на YouTube каналот. На YouTube каналот, стиснете subscribe, не заборавајте. Огромна благодарност до нашите спонзори, Ева на Македонија, Витаминка, Алкалит, Жан Митрев, некој ако заборавив, нека ми прости. Во втора тура ќе ги спомниш? Во втора тура ќе ги спомнам, но токму затоа самитот прво самитот беше од претходно закажан. Само се поклопи случајно да биде, иначе многу пред средбата со Трамп беше закажан тој самит. Суштината на тој самит не е ЕУ, туку е Европа. И сега треба да се направи дистинкција што е ЕУ, што е Европа. Направена. Европа е географска Направена е. целина. ЕУ е политичка унија, од која што Велика Британија самоволно излегла, а ние, нели... Ајде да те насмејам, сакаш? Европа е реалност, а Европска унија е фикција. Па добро се, не е фикција, има буџет, Така, има. комесари, правила заеднички, зелена карта, слободно движење, чуда, врагови, плава карта уствари. Да. Што е проблем? Не е проблем што средбата е во Лондон. Проблем голем. Проблем е што дел од раководството на Европската унија, како Урсула фон дер Лајен, лидершипот, Макрон, нели, и тие што беа таму од се договараа во име на ЕУ со Велика Британија без, не знам, да биде таму Унгарија, да биде Полска, Балтичките држави, Средна и Источна Европа. И сега, ако сакате, тоа Сега овие се помалку вредни. Не се помалку вредни. На крај ќе излезе, нели, тие пак низ институциите на ЕУ било која одлука мора да ја помине така што тоа ќе се врати назад, нели, на преиспитување во историја, така што не направили некое сериозно дело. Но она што е геополитички важно за таа средба не е тоа кој бил викнат, кој не бил викнат. Тоа не е толку важно. После ќе ти кажам дека е важно. Од ЕУ. Ќе ти кажам после. Она што е најинтересно, кое име таму ти штрчеше тебе? Моментално не сум сконцентриран на тоа. Но... Помогни ми, ја ќе те одобрам или не. И прашањето е што бара тој таму? Таму беше турскиот министер за надворешни работи. Преку НАТО е тоа. Добро, ама чекај се. Линкот е НАТО. Ама и ние сме НАТО. Да. Грција, мојата логика. Грција е НАТО. Да, така е. Грција е НАТО. Така. Грција е важен и во воени дел со бази, со море, со чуда, со врагови. Предпоставувам имаше некој договор со курдите, нешто на европско ниво можеби е издигнато. Пред известно време Ердоган конечно се договори со курдите, могуче е да расправале под затворени врати. Абдула Оджалан нели повика на на разоружување на Курдската работничка партија, сега ќе го ослободат привремено од затвор, што веројатно ќе биде трајно, да се појави на конвенцијата на партијата. Курдското прашање се реши. Но, она што е важно е дека во овие последни неколку месеци Турција ги има сериозно заладено односите со со Русија. Тоа е приметливо. Извини, што ми пише. Па види се. Тоа па и ништо изненадувачки не е, да ти кажа. Ја малку поинаку гледам, Златев. Ајде док ти таму комуницираш со нашите гледачи преку твоите социјални мрежи, ја вака да кажа. Евидентно сме во криза. Секоја криза е можност за напредок. Ако Трамп малку неочекувано за неговите европски пријатели направи криза во Европска унија беше шанса во Лондон да покаже единство, да ги повика сите представници на европските држави, а обавезно сите представници на членките на Европска унија, да покаже едно единство, да не речам монолитност, и да почнат да работат на европската агенда. А европската агенда кажува поголем буџет, посигурен буџет, војска и не така голема зависност
од Соединетите Американски држави во поглед на безбедноста. Го Макрон се јави, ние сме нуклеарна сила, ама од дома му одговорија, ние сме си нуклеарна сила за Франција, не сме за другите. Значи, го тоа несолидарност во таа пуста Европска Унија. Ама јас гледав шанса за вистинско обединување. Лидершипот на Европска Унија не ја искористи таа шанса, бидејќи тие сепак беа гости во United Kingdom, не беа во Брисел, не беа во Париз, не беа во Берлин и лично мислам таа шанса е пропуштена. Се надевам следната шанса, без разлика каде ќе биде Париз, Берлин или Брисел, треба да биде искористена. Знаеш, Злате, ти знаеш дека сум ја фан на Трамп, ама треба и на Трамп да му се покажи заби. А ако Европска Унија не му покажи заби, кој друг ќе му покажи? Кина, да, ама неле сите квичат против Кина. Ја не сум против Кина. Ама неле сега си гледаме малку географски, малку сме, ај така да кажем, географски локал патриоти. Европската Унија, лидершипот мора малку да го поправи. Бюрократите да бидат тргнати, да не водат политики, него оние избраните луѓе, оние што имат легитимитет, оние што малку повеќе знаат што е лидершип, да се така добро организират, да му покажат на United States of America дека и како ЕУ и како НАТО можат без Трамп и без Соединените Американски држави да започеток ослабени, ама ќе се работи на зајакнување. Ја ради тоа не давам лайк на состанокот у Лондон и јас ради тоа мислам дека во право се и Балтичките држави и останатите од Средна Европа и да не речам југоисточна, мислам тука на Бугарија, Румунија и така натаму, дека се унеправдани и еве се докаже мојата теорија дека во Европска Унија има држави од 3 категории. Нема, тоа е факт. И тоа троен квалитет, од 3 зони. Тоа е иднината. Антонио Милошевски пред години зборуваше за ова, дека и види се, и стварно е така. Па искусен дипломат. Ама не се, и стварно да договориме. Е така. Зошто го тврдам ова? Не може би сега Бугарија и Македонија, значи немој те молам подценувачки вака да гледаш. Не. Те молам. Во Европска комисија што има и БДП не споредливо и се, ќе ставаме сега ние вето на Франција и на Германија. Не, зашто вето? Така. Unite Europe, еве, Тото Кутуњо. Кога влад да ти кажам, ми вика Тото Кутуњо роди Косова. Значи сега требаше да се покаже дали сме United Europe или не сме. Ама не може да бидеш United Europe. Можеш. Да ти можеш да бидеш. Шо мајка бараме таму? Не, United Europe не можеш затоа што на крајот од денот секогаш не можеш ти да им кажеш на големите што да прават. Многу едноставно. И сметам дека таа па ја не мислам така. Добро, ти си премиерот овде го прашував за ова прашање на ова столче, кога беше лидер на опозиција, се надевам дека наскоро ќе ни дојде пак. Ајде. Исто како тебе резонираш. Чисто. Ова ми изненадува. Значи не, ама ја не прифакам таква идеја. Но суштината е, ја го прашав дали вие би прифатиле да бидеме ние членка на ЕУ без нели тоа комесар и така натаму. Не бе, како тоа да е фер. Ама суштината е дека ние не ќеме да бидеме членки на ЕУ за од ВМРО и СДС пратеници да зимаат по 20.000 евра плата. Да, јас согласувам така. Ние сакаме да бидеме членки на ЕУ за да имаме поволности, трговија, односи, релации, така да. Оставиме правата од документите на оние стожерни документи на ЕУ што се запишани. Да не се подсетуваме кои декларации се Мастрикс, ова, она, речи го. Така што види, Лисабон и така натаму. Мене не ми тоа очигледно дека ќе се реализира како тутунот, прва класа, втора класа, трета класа. Тоа не ми се свиѓа. Ќе биде. За тутунот може би, ама не ми се свиѓа. Ние најверојатно, ако која класа ние ќе сме, Златев? Па види, ние ќе бидеме трета класа. Али како трета класа? Види, трета класа во ЕУ, прва класа во светот. И тоа е... Овој оптимизам, ти го ценам. Значи... Ти го ценам овој оптимизам. Како? Па прави во светот. Ти го ценам. Не, види, ние сега де факто, кога ќе видиш вака по GDP, PPP, како живеат луѓе, ние сега не сме толку лоши. Само пошто сме во Европа, не ради друго, не ради нас. Знаеш. Види, да устапираме ова иселувањето,
Ја пред емисија Ние од цела Африка подобро живееме, што сакате сега? Ами немој да Ако подценуваш. мислите дека не ве бива, Немој да подценуваш. Африка, закажи една емисија за Африка, не, ќе ја видиш многу дека ја сакам многу е Африка. отидена напред Африка. Африка е технолошки пред нас со многу добро утро. работи. Но, зборувам као животен стандард, као она, не имаме. Тамо Сухел е лошо стои. Она субсахарската област, тие 10 држави од coast to coast, што викаат. 10 држави таму е лошо. Северно, јужно, не е така лошо, да знаеш. Да, супер. Не е така лошо. Ама добро, ајде ние да оставиме Африка. Дај да видиме кај сме ние, дали... Абе, вчера ја малку као да почувствував дека влеговме во Европска унија, бе. Абе, државме со една значајна земја, меѓувладина конференција. И сега, што некој мери таму сантиметри, милиметри, кој бил, како бил државата, лидерот. А ако не да спукаме една пауза, што мислиш? Ама без овие паузи, бе, што правите без овие паузи? Чекај, стои пред паузата коментари. Ајде, кој? Браво Сотир. Не ми дигај ново акција. Секогаш прав Кале Симоновски. Секогаш чесен патриот. Тој карши. Добро, тука малку имаше патриотски нешто. Тој карши тебе, врти капа. Не. Такви навреди не дозволувам. Да седи со тебе на иста маса. Боже те сачу. Извини, како се викаше господинот? Кале Симуновски. Кале, видите сега, Кале, немој да ти зборувам за домашно воспитување и култура. Не бе, остави го шо. Не. Си има право на тоа мислење. Види, Златев, ја и ти сме генерацијски различни, ја морам Кале добронамерно да го советувам. Секој си има своји ставови, ја Кале ќе те разочарам, у некои ставови Златев е многу понапреден од мене и попрогресивен. Ја могу признавам тоа. У некои ставови ја се разликувам од него, може би моите ставови се поисправни или соодветни, ама не дозволувам шефот на лидер вака да биде нарекуван или било што, ради тоа што секој си има свој став, демократијата ја сваќам најшироко и да не се етикетираме поради ставовите. Да не се етикетираме. Вика, од Африка сме подобри, бидејќи лавови не можат да ни изедат. Не, сега ќе кажеме, например, у нашиот бизнис телевизискиот, има многу интересен феномен. Пример, во брег на слонова коска, речеме во Нигерија, имаш во двете држави по 20, по 30 овакви што се 4К канали. Нивни. Нивни канали со 4К квалитет. Гледав дома на IPTV. Во Македонија нема ни Full HD. Ние сме уште на HD. Кај нас Сител е најнапреден со 5G, како беше, па они биле понапред негде. Не, 5G имаме сега, добри сме, не сме лоши. Али за ова ти кажувам, еве да го разочарам. Така што ние треба да работиме многу да стигнеме Африка. Златев, значи, што е до 5G, ја не знам. Ова, како? Што е 5G? Интернет на телефон бе. Што е разлика од 4G? Па побрз е, поефикасен. Чекај. Тутунот веќе не се класира прва, втора и трета, сега е се прва класа, вика. Каде што прва класа? Више не се, овој од Прилепни е слушател. Добро? А не од Кочани, не. Кај бе ти од Кочани разбираш од Тутун? Тутун веќе не се класира прва, втора, трета. Не, тоа е барање на тутунарите, така е. Така е, бараат сега прва класа да е се. Во право е момчето, не може така. Во реалноста не може така. А иначе ги слушал на последните барања на тутунарите, они сега барат за да си наплатат загубата од последните 2-3 години со субвенциите, се да биде прва класа. Во суштина тоа не е можно, а иначе како мерка може да биде изведено. Што у суштина не е можно Македонија и Франција да бидат рамноправни. Не, ама треба да имаме право на еднаков глас. Златев, тука се ајде разликуваме. Јас сум Македонија, ти си Франција. Ти имаш право на глас, и ја имам право на глас. Двете држави подеднакво имаме право на глас и демократија, а иначе моќта се знае каде е, во Париз е, не е во Скопје. Јас сум свесен за тоа. Али немој да ме хендикепираш, да ми ја сечиш левата нога. Немој те молам. Ампутација. Сотир, тука негде правиме пауза. Ајде, Пошtovани слушатели, ќе правиме. Останете со нас во вториот дел од емисијата, ќе ја отвориме Пандорин. Еве, една слушателка не напушти затоа што јас сум го поддржал Зеленски, мисли, вели. Не, сваќа, добро, и повеќе немало да не слуша поради
тоа, не знам како толку е битен Зеленски, поради неа да се откаже од радио изборот. И поради Трамп и Путин да се откаже тоа. Чекај, го напаѓаш или го браниш? Јас сум го бранил многу Зеленски. И тоа не ја аз сум ги напаѓал Трамп и Путин, што не ја сметало и поради тоа повеќе нема да не слуша како радиостаница. Мислам се, стварно, ако Трамп и Путин ви се поважни од вашиот избор на радиостаница, тогаш навистина. Може треба у Русија во Америка да се преса. Знаете, моментално љути на некој ја не видов дека ти нешто ќе смири страсти. Зеленски, него ти го се обиде да му влезеш, ја го насетив тоа, се обиде да му влезеш во кожата на Зеленски, бидејќи војна не се води во Франција, во Англија и во Македонија, војна се води во Украина. Јас те сватив тебе. Али ја не го оправдувам неговото однесување. Тоа е недипломатско однесување, Злате. Што е недипломатско? Абе се, ајте молам се. Те молам. Овие го викна го вреѓа. Значи што човек те викнал, сега ти ми дојдеш. Ти сега сакаш да кажеш ја дома ти викнам кај мене у кукидот да изнавреѓа. Да, и да дојдете сопругата ми изнавреѓа, ти ваков, ти онаков, ти ова не кеш. Добро, интересна ти е споредбата и аналогијата. Оваа година цел род од тутун имаме од Васко Тошевски ексклузивна информација. Ајде. Значи, во однос на тутунот. Да видам дали од Прилеп, дали е релевантен, нема податоци на Facebook. Не мора да е Прилеп. Злате, не мора. Вели, оваа година цел род од тутун беше откупен како прва класа. Ета, што ти кажа? Ама не беше прва класа. Значи, Македонија и Холандија еднакви ќе бидат. Дај Боже. Ако ништо друго, точоци, кломпи, ај за другото да не зборам, ке имаме повеќе на располагање, чиста држава, средени улици, а за другото па и не сакам да зборам. Хајде, одиме, се враќаме по рекламите. Чао. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Почитувани слушатели, заедничка владина седница на Македонија, на македонската влада со унгарската влада. Денеска веќе веројатно се вратени нашите министри. Еве утро вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски по посетата на македонската делегација на Унгарија истакна дека унгарскиот премиер е голем поддржувач на Македонија. Со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, наш голем пријател и поддржувач на Македонија, човек од кого може многу да се научи, напише на Facebook Николовски, пријателство кое трае со децении и објави фотографии со него. Владината делегација предводена од Мицкоски учествуваше во унгарско-македонскиот владин самит. Во Будимпешта се одржа тета-тет средба меѓу премиерите, но и повеќе билатерални средби помеѓу ресорните министри на двете влади. Одржана беше и заедничка седница. Орбан имаш интересна изјава. Да. Тоа што ЕУ и го прави на Македонија не е коректно. Фер и не е коректно. Види, ние имаме очигледно стабилен меѓународен партнер. Да. Еве, член на Европска унија и не било кој член. Сега некој си дозволува да ги дели членовите на Европска унија на диктатури, демократи и полудемократи. Ја не би си дозволил да видам. Не може да зборуваме за диктатура затоа што Не, кажувам како некој се обидува. Виктор Орбан, оние од вистиномерите, Виктор Орбан, призмите. Прво, Виктор Орбан е демократски избран лидер на Унгарија. Прво. Второ, ова сојузништво и да не е Виктор Орбан, од унгарска страна ќе продолжи. Проблемот е што кога не е ВМРО ДПМН на власт, од македонска страна не продолжува. Кусогледо се вика тоа. Значи, Кокошкино слепило политичко. Тоа е проблемот. На левичариве. Зошто? Затоа што Унгарија како една они би биле втора класа со тутунот поделбата. Но се сериозна регионална сила, моќна држава. Да. И Унгарија, геополитичко влијание, економско влијание, може да има единствено, или во таа позиција каде што се наоѓа, единствено на Западен Балкан. Што значи Унгарија... Добро е мало шире, со Хрватска... Па добро да е... Па да, ако и тоа Западен Балкан, Словенија, Австрија, тука. Па тука, значи, Румунија. нив може да им бидат
нели може економски да работат, политички да прават конекции, да бидат влијателен фактор во Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Албанија, Косово, Бугарија, Романија. Тоа е нивното па не е мало друштво. Да. И сега не е тоа што господинот Орбан е еден политичар со огромна визија и што ги спроведува овие геополитички интереси на Унгарија. Па ни дава нас кредити со неверојатно поволни стапки. Историско најниска каматна стапка. Кој како сака нема да го добиеш ни од ММФ, ни од Светска банка. Тачно, готово. Се си кажал со тоа. Имаме една поврзаност во делот пред тоа која се справувавме со мигрантската криза. Европа која справува. Македонија и Унгарија има неверојатна координираност. Помош ама поголем визионер се покаже од Мути, од Меркел. Значи, Орбан прв го види проблемот на Европа, не на Европска унија, со мигрантската рута. Зборуваме сега ние за нашата судбина. Го прими Никола Груевски, не дозволи некој да го убие овде во затвор, да се направи една политичко закрвување до неверојатно ниво. Значи, успеа човекот да помогне да се смират страстите во Македонија. Не дозволува Македонија да биде буре барут. Ние вчера со Драгче се зафркававме, викам ако Кавадарци реши да се цепи од Македонија. Симултан. Вие викам од кој ќе добивате воена помош горниот дел, нели? Вие ќе добиете од Скопје, од Унгарија воена помош, евентуално Србија може да ви помогне, а нас доле Грција ќе не помага, викам. Тоа е у таа релација, сега викам, па ќе видиме кој поише оружје ќе дое по ваму. Нема кој Украина вака да има надавање кој ќе дае поише и како ќе се даде, малце поразлично ќе изгледа, нели? Ја колку знам грците секогаш ни зимале, не ни давале, ама ајде оптимизмот денеска, ти го поддржувам оптимизмот. Ќе ни даат за сепаратизам, ќе ни даат сега. Да се разбереме. Да. Исто е и ова што ви го говорам во делот на мислам, ова е вчереден очигледен нели хумор за фраганци и така натаму. Но Унгарија има стратешки интерес Македонија да се развива, Србија да се развива, затоа што ќе има две земји во нивното блиско обкружување со кои ќе може да работи и со тоа да ја развива и својата економија. Фала Богу. А тука и не заборави Будимпешта, Белград, Скопје, Солун. И исто така тоа ми беше следното. Тоа е многу битно. Тоа е една од најважните светски. И не гледат овие левичари, не го гледат тоа. Многу важна светска трансферзала во која што доколку ние успееме да ја издигнеме, тоа е проблемот што во моментов малку тешко оди тоа поради тоа што никоја голема сила не ја одговара ова да профункционира ниту на Кина во овој момент вака и одговара без да има контрола, ниту на САД, ниту на овие стариве членки на ЕУ, на никој не му одговара. И затоа, но доколку ние собереме храброст што сме на рута да го направиме ова сами, после тоа ќе биде јавно надавање. И да знаеш, браво. Значи, и ќе биде. И треба душе двојца, тројца коцевци ни треба, тебе да знаеш. Значи, и ќе бидеме една токму затоа Александар Николовски е многу важна фигура, нели, во оваа влада, доколку успее ова да се реализира, тогаш ние ќе бидеме во една многу подобра геополитичка состојба, затоа што кинези сакаат да го користат тоа, американци ќе сакаат да го користат тоа, не знам, на Европа сите убаво речити, сите, после ќе лицитират. После ќе бидеме на лицитација. Па тука ќе имаш огромни складишта во држава, логистички центри, као што веќе имаш во Унгарија. И сега... Тоа е вкрстување на вие Игнација, вие Милитарија и вие Свила. Ево да бидам искрен. Значи, тоа се три патишта ќе се вкрстат на еден начин. И ќе одат југ-север, ќе одат и со бочни. И ти гледаш, например, стратешки економски интерес во Македонија, кои држави имаат? Австрија и Унгарија. Тие се, значи, дали зборуваме за електростопанство, за телекоми, за чуда, за се стратешки, во стратешките овие две земји. Вчера изслушав една добра изјава на Илија Димовски и ние, за жал, нашите политичари не гледат така, а сега ти го начнуваш ова во тој контекст. Зошто ние не направиме список кои држави европски и светски најмногу се присутни кај нас преку инвестициите,
Тоа се нашите интереси. Тоа се нашите интереси с кого треба да ги развиваме. Ама некако не сме свесни. Не ја и ти. Некако не сме свесни за тоа. Која компанија е најголем извозник од Македонија? Па не знам, тоа ти ги знаеш. Джонсон и Мети, да, ама сакам да кажам. Од кај Джонсон? Натаму списокот, Велика Бритиш, неле Бритиш. Втора. Имаме Белгија, имаме Холандија. 40% од трговската размена ни е скоро со Германија. Германија, дефинитивно. Ние имаме поголема трговска размена со Германија, од што има дел од државите кои од оние нели регионите што се во Германија. Еве, ај нешто ти изненадам, Златев. Нели, јас сум познат голем националист кон Бугарија. Еве, се залагам. Нашата трговска размена и не само трговска размена, и културна и секаква со Бугарија да стане најголема, да се издигне 100 пати повеќе од сегашната, мора и повеќе. Проблемот... Да дадам допринос дека јас не ја мразам Бугарија. Бугарскиот народ него на политиците им се никакви бе. Ајде економистите нека тргнат напред. Ќе ти кажам во делот со Бугарија една работа. Ајде. Во Бугарија влада една патолошка омраза кон Никола Груевски. Ја колку знам, Никола Груевски не е во Македонија. Независно, не. Но во време на Никола Груевски он е едини што градеше некаква инфраструктура кон Бугарија. Така. Дали зборуваме експресен плат, Кочани, дали зборуваме Скопје Штип аутопут, дали И што прават они овие 10 години? Ништо. Кога го нема Никола Груевски? И ние не може да имаме голема размена со Бугарија, се додека нема инфраструктура. Златев. Но што е проблемот со Бугарија? Посакувам. Например, со Бугарија ние со Србија немаме проблем со инфраструктура. Со Грција немаме проблем со инфраструктура. Немаме, затоа што поврзани сме со Е75, со аутопатот. Со Бугарија имаме сериозен проблем со инфраструктурна поврзаност. Ти камион од Бугарија кој ќе тргне, па тоа е лоши патишта од таа страна, лоши патишта од оваа страна. Тоа е ужас. Не ми кажува, сведок сум на Делчевскиот премин, бе тоа беше опасни работи, тоа. Километарски Ти од Скопје да тргнеш кон Софија, што еве ја кае, ќе ти треба двојно повеќе време да стигнеш до Белград, кој е двојно пораздалечен од Софија. Подалеку, да. Се кој е виновен за тоа? Па двете држави, ама бугарите не покажуваат интерес. Па не покажуваат интерес, ама јас си го поставам прашањето, добро, они со кого мислат дека може да тргуваат? По граничните премини ќе ги видиш, по инфраструктурата што ти ја кажуваш и по бизнис заедницава. Што и да зборуват, они со нас не се мешаат. Они запнале Охрите нивни, Ерусалим бил. Не бе, дај да економски да работиме. Бе. Па добро, ако е Охрид... Како викат они, за хората. Ако е Охрид нивни Ерусалим, ако го доживуваат... Добро бе, што не направат еден луксузен кемпински инвестиција, хотел Охрид. Добро утро. А за тоа клубчиња ни ака таму. Струга Охрид. Знаеш, со Михајлов и Сорајко и Петко. Нека дојде таму еден од тие ПС олигарси што ги имаат и нека отвори Охрид кемпински хотел, луксузен туризам, со чуда, со се и се што. Нека го купат оној на Свето Јаневски што пропаѓа хотелот. Тој најголема жалност, бе. Тој хотел младост не е поврзан со тој хотел. Нека го реновираат, нека го средат, како беше, нека го Палас, направат. како се викаш? Ако е Охрид нивниот Ерусалим, така? Но проблемот е што Охрид се нивни прљави страсти и неостварени желби. Не, нивната љубов кон Македонија е многу слична со поддршката на Европа кон Украина. Европа ја поддржува Украина на телевизија. И исто и они, нивната љубов кон Македонија е на телевизија, знаеш. Тука си негде да ти кажам. Во ние све ќе кажеме вака е, така е, ама ако може американците да завршат работа, супер. И овде ако може познавајќи колку си добро истражуваш, но и да рај да ти даваме една идеја, па види дали ќе прифатиш. Биди еден од првите да истражуваш колку пари се дадени за војната во Украина од Европска унија, што во оружје, што во гола пара, што во инструктажа и провери каде се преку издувни дизни отидени, дали на боиштето, дали за подобрување на животот на војската и на граѓаните на Украина или по нечии џебови. Ако се фатиш ова тема, меѓу првите ќе видиш што ќе истражуваат. Не можам јас од тука кај тоа ќе го направам. Добро, не, ти си нетворкинг момче. Не, ќе се вклучиш
Ке најдеш каналите, те бидуе. Немој. Значи, веруваме ми, ова ја ушега го кажав, ама вистински го мислам, затоа што јас имам непотврдени информации, а велам непотврдени од причина што изворите ми се српски, а во Србија колку и да ги почитувам и сакам се несигурни за некои работи кога станува збор за медиуми и информации, дека без малку 45 до 50% од парите од се што е дадено на Украина не е стигнато до крајната дестинација кај што треба, туку имаме, економистите би рекле, загуба на субстанца, дека парите испариле, дека и оружјето од едени оружја сега, муниција и овојона, не е стигнато таму кај што треба. Тоа ќе биде интересно во следните 6 до 8 месеци за мене, да видиме европјаните за кого и каде ги дадоа, не, за кого ги дадоа парите, а каде отидеа тие тешки милиарди. Се во однос на геополитичката поставеност на Орбан, прво, се уште за мене енигма, веројатно треба да се праши до владата, зошто само етнички македонци беа таму. Да? Тоа ми нејасно, зошто само етнички македонци беа таму. Тоа немаше... Вие сте. Немој да наседнуваш на триковите на некои медиуми. Ти си многу интелигентен, и веќе на овие млади години искусен, да ги пребројуваш министрите на владата и на почитуваниот премиер Мицковски. Првата седница овде во Македонија беше малку пошарена во позитива, кажано ова. Втората седница е патување, изнајмување авион, гледам критикуват, пајде да ги пуштеме со точок нека одат или со овие модерниве, што се по улиците кај нас оставени, и многу јасно проценили дека не треба да иде цела влада. А оно што го чув како објаснување, Златев, дека одело секој да има свој пандан за да договорат нешто, и ја прво што чув дека наводно е договорено некои соработки тесни со нивни институции и институти за обука за наша администрација и така дали, и така дали. Ја не би пребројувал кој беа, кој не беа, со тоа што сите што беа анкетирани, интервјуирани, сите позитивно одговорија или објективна спреченост, или болни, или зафатеност на работа. Зошто еднаш бе да не им веруваме на тие луѓе? Ево кажем. Зошто? Сега знаеш што сака? Некој сака да докаже дека Влен и Знам го бойкотираат пријателството и соработката со Орбан и со Унгарија. Јас не би го правил тоа. Веруј ми. Таму беше Љупчо од Социјалистичка партија. Значи не е само ВМРО. Да. Ама едноставно, ај да му дозволиме и да го поддржиме менаџерот прв на владата, а тоа е почитуваниот Мицковски, тој да води таа работа, нека помине некој период, да видиме има резултати, нема резултати, па потоа да маваме. А не вака да правиме вештачки раздор, каде е Влен, каде е Знам. Па треба ли некој во државава да остане без злато, ја те прашам тебе. Па треба ли некој да работи? Треба. Така да ја не прифаќам тоа, не знам за тебе, уште синоќ ја видов од каде дува ветерот, и едноставно јас тоа не го поддржувам. Не, прво, ако својолно не отишле, е проблем за нив. Ама не го знаеме ако тоа. Ако е тоа политика на владата, нели, само дел од министрите да отидат, пошто и реално се што ќе прави министер за здравство кога ние поише во економски ресори, во безбедност за мигранти, во тие работи имаме соработка. Се не знам. Ова малку ми стои мене изсилено, ги видов кои медиуми го форсират, не сакам сега да ги апострофирам, ама денеска чите во овој, како го викаат, куриш да видиш што кажувам за овие нашиве усаид момци кои останаа без сребреници. Истите тие форсираат. Значи, едно од работите мене што ми е најжал, значи, е тоа што во Македонија нема да има најверојатно геј парада оваа година. Златев,
Еве ти. Време ли е за во однос на процентите емисијава? на владина поддршка Што ти текна сјао? за Украина преска што збореше ти. Да, повели. И United States of America ја дала 42,7% од помошта. EU 49,5 заедно со UK. 50. Значи повеќе има помогнато ел. Добро. И 7,8%. Тогаш бројките на Трамп не се точни. Па не се точни, Не се тоа е точни. проблемот. Ја сум реален. Убаво му ги Не се точни бројките на убаво Трамп. му ги Не, има извади. он зарачунато и нешто друго изгледа. Нешто што не е објавено. Нешто што не е објавено. За нас што не е објавено. Не си, окей. И сега, еве јас ти тврдам дека има големи шетања за лутување и на парите, и на луѓето, и на муницијата, дека наводно веќе на Black Market, и много добро знаеш што е црн базар. Такер Карлсон сега го. Па не знам сега кој е, ама не се расфрлам со имења дека не се уверам, ама таму каде што има дим, таму има и огин. И сот ќе сега Појли? пошто Ајде. го поддржуваш Путин, го поддржуваш Трамп. Сега Абе, и а Вучич- Сипинг? И Вучич, Не. Сипинг го поддржуваш. Најмногу Сега го поддржувам мора- Сипинг. Мора да го поддржиш и Вучич. Вчера што било тоа таму, паѓале у несвест, се фрлале бомби. Да, сега ќе ти ја димни кажам. во собрание. Сега, ова е Што жива била- провокација од тебе. Што била Слушај го. ваквото? Ева Не вака. остана диктатор да не го поддржиш ова утро. Одиме со неколку минути поддршка за Вучич со Тиркостов. Не, лак. Се до тепањето на студентите, Вучич од мене имаше безрезервна поддршка, бидејќи вака го резонирав. Му оди со Кина, му оди со ЕУ, му оди со Русија, му оди со Катар, му оди со Емирати, кога се во прашање инвестиции во Србија, му оди со сите, а тоа е најбитно. А тоа е, за мене, за еден лидер, тоа е најбитно. Ама едно знам, бидејќи многу памтам, од 68 памтам и Прашката пролет, и Паришката пролет, и сите. Секој кој се закажал со студенти не поминал добро. И, после тепањето на студентите, јас сум разочаран. Но, ајде да видиме студентските демонстрации во што се претворија. Во еден ланец на маршеви, за кои на почетокот имав големи симпатии, бидејќи ги изведуваат млади луѓе, знаеа што барат, и кога се откри дека сето тоа е финансирано од неспособната, ама богатата опозиција во Србија, дека се платени и професорите, и некои си наводно студенти, што сакале да бидат лидери, од Джилас и компанија, не е само од Джилас, се виде дека, вака им вика Вучич сега да ти одговорам. Сакате ли референдум? Не икеме. Да се стави он за и против Вучич. Сакате ли избори? Не икеме. Па вака вика, констатира, па од улица не ви даваме власт. Ај сега ти ја да те прашам тебе, кој е тука исправен? Значи, оние сакат шарената револуција, смислена во пржино, реализирана од канвасите српски, пази, српски канваси се тоа, и усаидски во Македонија, они сега му сервираат на Србија. Па види, не заборави дека едно време еден наш премиер беше советник, тогаш министр беше, не сеќавам, во Србија на влада, имат искуство македонско кое не чини и едноставно на Србија не и треба гужва. Ајде сега вчера да повредиш ти 3 жени, од кои едната е бремена, едната доживеала можден удар, за третата не ги знам повредите, едната да е на граница на живот и на смрт, и да се криеш сега зад како се вика, свргнување, зад симнување на владеачката врхушка од власт, тоа е дивјаштво. Она вчера јас, што го видов во парламентот на Србија, за мене е време палеолит свес на опозицијата, посакувам да тие сторители на кривични дела кои нападнаа жени да им биде симнат имунитето, да бидат процесуирани, да бидат осудени, а сега ќе го видиме Белград и Србија, НГО-ата, невладиниот сектор, борците за човекови права, дали ќе ги заштитат жените? 3 жени. Значи, жената е, човече, да ја галиш, да ја чуваш, на таа е мајка. Чекај, таа е мајка, таа е сопруга, таа е сестра, а не да ја тепаш кога е бремена и не да создаваш
услови да не може да се диши, да доживува мождан удар. Не го одобрувам тоа, во тој случај поддржувам состојбата да се нормализира во Србија, а ти карактеризираме колку сакаш дека такви диктатори како Вучич поддржувам, ќе ги поддржувам додека имат економски успеси. Кога ќе снемат, ај, чао, ауф видерзен. Сотир, само што ми пише во живо не следи Драган Ја Вучичевиќ, овој од Информер. Океј. И вели, Љупчо, ајде да ми некако средимо трансфер да овај Сотир Костов доđe код мене у Информер ТВ-а. Па може да ти. Колико добро брани нашег шефа и кој е логично Не браним ја нивниот шеф. И износи, тој е невероватно. Па може да те сега ме сезаш, не ме сезаш, ја не знам. Јас сум давал изјави. Чукај, јас сум давал изјави за српските телевизии и сум собирал симпатии, да ти кажам. И пази, јас сум се чекај, треба да го преведеме на македонски согласно на законот. Љупчо, дај некако да направиме трансфер на овој Сотир Костов да дојде кај мене во Информер ТВ. Колку добро го брани шефот и какви логични тези пласира, тоа е неверојатно. И едно да знаеш, додека Информер беше тука, сум го читал, у Белградско го одам на мои обуки, Телеграф, Информер, Блиц, сите ги читам, да знаеш. Сега уште она новиот вестник Нова го немам земено, ама кој ќе ме носи за Белград некој пат и тоа ќе го исчитам. Јас сум познат човек кој се уште оловото во раци го држи и чита вестници. Поздрави го тој пријател од мене, нека дај телефон, ќе се сретнеме. А иначе со Лазански сум давал изјава за српските медиуми. Кога Лазански не поддржуваше она што ни се случуваше со Коција, со Ципрас, со 27 април и така натаму, за жалост тој е веќе починат, беше голем пријател на Македонија и на македонците, еден од најпаметните аналитичари. Мене ме запозна Стојковиќ со него и имам многу позитивно искуство. Еве имаме пораки од Вучич. Од Вучич. А кој Вучич сега? Александар Вучич. Он ми побара бројот Груевски некако вика да средиме со Орбан и за мене некој азилче. Лоша е работата. Ја имам 68 години, а му играш мајтап со мене ти. Играш мајтап, ти играш со мене. Младо момче, ќе ти вратам. Останете со 98,1 FM. Уживајте во денот, се гледаме повторно. Пријатно и од мене, се надевам бевме интересни.